Електрониката е од голема помош во возилата, но станува камен на кого се сопнуваат многу производители на возила. Главен виновник за тоа е софтверот кој задава вистински главоболки во испораката на новите модели. Од овие марки не се поштедени ниту премиум марките. По долги години абстиненција, Lancia се враќа во играта со адутот Y, модел кој долго време одржуваше компанијата во живот. За разлика од италијанците, германците немаат такви главоболки, но не се препуштаат на случајности и добро етаблираните модели ги обновуваат. Нивниот пример го следат и американските марки кои имаат големи очекувања од оваа година. Добре дојдовте во новото издание на Автомагазин. Одговорните на Lancia не можеа да се воздржат и пред време го представија новиот Y. Со него марката после години екзистенција само на домашниот пазар официјално се враќа во живот, за почеток само во неколку избрани европски земји. Моделот кој долго време беше најавуван ќе стапи на автомобилската сцена во лимитирано издание од 1906 примероци, според годината во која италијанскиот производител е основан. Се базира на платформата која делат Peugeot 208 и Opel Corsa, што значи дека можеме да очекуваме слична моторна понуда. Бензинци од 75 до 136 конски сили и електрика до 156 коњи. Од нив ќе се разликува со својот скоро премиум статус кој ќе и донесе поексклузивна внатрешност и подобра обработка. За поконкретни детали сепак ќе мора да се стрпиме уште малку. Hyundai забрзано се вклучува во електричната трка и ќе ја прошири гамата со поевтини модели. Веста што ја потврди директорот на француската филијала на марката вели дека во фокусот е малиот Каспер кој со својата цена под 20.000 евра ќе биде ударно оружје за Европа. Се очекува на пазарот пред крајот на годинава. Точниот датум кога ќе биде лансиран не е позната, спецификациите начално веќе се оформени. Симпатичниот кросовер, долг само 3,6 метри, чија електрична верзија се развива во Јапонија, ќе има интегриран погонски систем од Borg Warner и батерии со капацитет од околу 35 киловат-часа. Тоа би требало да биде доволно овој атрактивен и практичен градски автомобил да добие автономија од преку 200 километри. Очигледно е дека Dacia Spring и престојните Citroen C3 и Fiat Panda во електрично издание ќе имаат достојна конкуренција. Горивата Aral Futura Super 95 и Aral Futura Diesel намалуваат најмалку 25% емисии на CO2 во споредба со чистите фосилни горива. Тие содржат 30% висококвалитетни компоненти за обновливи горива, вклучувајќи напредни биокомпоненти. Пилот проектот кој беше пуштен на две локации во Берлин и Дизелдорф покажаа дека клиентите на Aral одлично ја прифаќаат новата понуда. До крајот на годинава Aral значително ќе зголеми присутноста на двете биогорива низ повеќе градови во Германија. Овие горива придонесуваат да се намали негативниот отисок и емисијата на CO2 од моторите со внатрешно согорување за 25%. Производителот на Energensi тврди дека неговото биогориво ги надминува сегашните горива E10 и B7.
По одложувањето на лансирањето на EX90, Volvo се соочи со слични проблеми за EX30. Пред започнувањето на испораката кај малиот кросовер се појави проблем во софтверот кој не може да се отстрани преку воздух, туку тоа треба да се направи кај овластените сервисери. Во комуникето од Volvo се нагласува дека софтверот 1.2 содржи меѓу другото некои сертификати на Google и клучни ажурирања без кои EX30 не може и не смее да се испорачува. Акцијата за ажурирање е веќе започната, па испораките се очекуваат да се реализираат во тек на февруари. Со почетната цена од 36.590 евра, EX30 е најбрзиот модел на компанијата со забрзување од 3,6 секунди од 0 до 100 км на час и не е чудо што има голем интерес од страна на купувачите. Овој модел е клучен да му помогне на Volvo да ја зголеми глобалната продажба за 69%, за да ја достигне целта да продаде 1,2 милиони автомобили во 2025 година. Израелската компанија REE Automotive се запиша во историјата како творец на првото возило во светот во кој сите механички команди се заменети со електронски, додека другите производители застанаа во прототипна фаза на своите решенија, тие успеа да добијат хомологација за американските патишта. Производството кое покрај во Велика Британија е организирано и во Тексас, се уште не е започнато, а од компанијата велат дека веќе имаат продадено околу 150 возила. Тие се базирани на сосема рамна платформа со тркала изведени како независни модели во кои е интегриран целиот погонски склоп, електромоторот, системот за управување, ослонувањето, сопирачките и контролната електроника. Со тоа се обезбедени голема функционалност и модуларност на возилата кои се замислени во 4 основни изведби. И покрај недостатокот на физички врски меѓу компонентите, производителот гарантира за безбедноста, што всушност и беше потврдено од страна на американските регулаторни тела. Цената не се споменува, но може да се наслути од најавите дека за ваков тип електрични возила во Америка може да се добијат субвенции и поволни кредити во висина до $100,000. Идејата да се лансира соларен автомобил не е нова, но досега сите обиди за тоа пропаднаа. Сепак холанѓаните од компанијата Squad сметаат дека токму нивната формула е онаа што ќе успее. Тие направија мал градски квадрицикл со променливи батерии од 1,6 киловат-часа. Тие од соларните панели интегрирани на покривот на сончев ден во нивната земја ќе се наполнат за поминување 22 километри. Ако пак живеете во предели како Лас Вегас, тогаш може да се смета и на 30 километри бесплатна енергија. Првата верзија на возилото со електромотор кој развива нешто повеќе од 5 конски сили е хомологирана за двајца патници и максимални 45 км на час. За оние што бараат повеќе се подготвува побрзо и поголемо издание со уште 2 помошни седишта. Вратите се отстранливи, а за безбедноста се грижат алуминиумскиот кафез и структурата која штити од судари. Производството треба да започне годинава, а цените се движат од 6.250 евра без давачки. Во план е воспоставување партнерски односи со компании низ други земји кои би ги монтирале овие возила за тие да бидат достапни на поширок круг купувачи.
имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Што треба да се направи кога работата од почеток е направена како што треба? Сепак, баварците не се опуштаат и вдахнаа нова свежина на дуото представителни модели. Иако со минимални надворешни и внатрешни дотерувања, превземените зафати се забележителни, ревидирани се моторите и засилени со благи хибриди. Освежувањето на купе и кабриолет изведбите на серија 4 BMW ги направи суптилно. Тоа најдобро се осликува на светлосните групи кои добија поостра форма и графика. Кај изведбата M440i стандардни се лазерските фарови и стоп светла кои преку диоди што осветлуваат снопови стаклени влакна создаваат привлечна тридимензионална светлосна графика. Кај послабите изведби тие може да се допијат со доплата. Надворешноста е красат нови 19-инчни тркала и ревидирана палета на бои. Изведбите 430i имаат мат хромирани акценти и нов мрежен дизајн на дифузорите, додека M440i има нова сјајна црна решетка со ознака M. Спортската варијанта има и црни завршни завршетоци на издувните цевки, како и сјајни црни елементи. Купувачите кои бараат нешто поагресивно може да добијат опционален M-карбон надворешен пакет. Малите ажурирања продолжуваат внатре, бидејќи автомобилите се опремени со нов управувач на кого се поставени лопатки за менување за преносите, стандардни спортски седишта, ревидирано амбиентално осветлување и нови отвори за вентилација. Моторите имаат мноштво надградби, вклучувајќи редизајн на влезните порти и коморите за согорување, како и иновации во областа на контролата на брегастата осовина, впрскувањето, системот за палење и насочување на издувните гасови. Под хаубата 430i има 2-литарски 4-цилиндричен мотор со турбополнач со благ хибрид. И покрај сите промени, моќноста останува непроменета. На располагање се 259 конски сили и 400 нјутон-метри вртежен момент. 3-литарскиот линиски шестак ја задвижува изведбата M440i. Кај него има придобивки од благиот хибриден систем кој може да испорачи заселување од 11 конски сили и 200 нјутон-метри. Како резултат на тоа, погонската единица има комбинирана моќност од 391 конска сила и 539 нјутон-метри вртежен момент. Купе и кабриолет изведбите ќе бидат глобално лансирани идниот месец. Цените ќе доживеат незначително поскапување, а кабриолетот ќе биде поскап од купето за околу 10.000 евра. Втората генерација на Audi Q7 беше представена уште во 2015 година, а првиот фейслифт следеше во 2020. Audi одлучи да го продолжи животниот циклус на постоечкиот модел, надевајќи се дека освежениот стил и технолошките ажурирања ќе го направат интересен уште неколку години.
Дотерувањата првенствено се фокусираат на козметичките промени, вклучувајќи приспособливи високотехнолошки опции за осветлување, нова решетка на ладилникот и редизајнирани браници. Дополнително, моделот добива подобрувања во инфозабавните и безбедносните функции, додека ги задржува опциите за погон од претходната верзија. Рестилизираниот Q7 за прв пат има Matrix LED фарови со лазерска технологија и дигитални дневни светла. Ревидирана е решетката на ладилникот со поспортски дифузори на браникот, земајќи инспирација од Q8. За каросеријата понудени се 3 нови бои и нивоата на опременост кои ги вклучуваат варијантите S-Line, Black Edition, Lounge Edition и Vorsprung. Во внатрешноста, распоредот на контролната табла останува непроменет, но екранот на допир сега ја вклучува најновата изведба на инфозабавниот систем на Audi. Тој нуди компатибилност со апликации како што се Spotify и Amazon Music. Погонската група вклучува бензински и дизел мотори. Предводникот на перформансите е SQ7, кој е наоружан со 4-литерски V8 кој произведува 507 конски сили и 770 Нм. Потребни му се само 4,1 секунда да го абсолвира спринтот од 0 до 100 км на час. Сите изведби на Audi Q7 стандардно доаѓаат со адаптибилна воздушна суспензија, додека моделите со високи спецификации добиваат поспортско поставување на подвозјето и управување на 4 тркала. Во Македонија рестилизираниот Audi Q7 е најавен да пристигне до крајот на јуни во изведбата Q7 50 TDI Quattro со тип Tronic по цена од 95.000 евра до регистрација. Во последните неколку години Форд го изгуби чекорот, особено на европскиот пазар. Таа состојба се обидува да ја смени со неколку добро познати модели на кои им даде освежување. Дали тие ќе бидат доволни да се вратат позициите на пазарот, ќе покаже времето. На таков чекор се одлучи и Chevrolet, лансирајќи нова генерација на Equinox, кој е најдобро продаван модел на куќата. Форд се разработи и подготви повеќе новитети, особено за купувачите во Европа. Нив посебно ќе ги радува подмладената верзија на Куга, која сега доби лице по рецепт на својот прекоокеански близнак Escape. Изгледот е многу побрутален, внатрешноста помодерна, а техниката подобрена. Некои ќе имаат кисела насмевка заради исфрлувањето на дизел моторите од понудата, но затоа плагин хибридот е засилен и обезбедува подобри перформанси. Обичниот хибрид за поголема економичност изгуби десетина конски сили, а основниот мотор остана ист. Производството веќе е започнато, а цените стартуваат од 40.000 евра. Малите бизнисмени ќе бидат задоволни од понудата на Transit Connect, која е дополнета со плагин хибридна верзија. Овој модел, кој всушност е ребрендиран Volkswagen Caddy, има 1,5 литерски бензински агрегат, кој заедно со електромоторот испорачува 150 конски сили. Батериите му овозможуваат поминување на 110 еколошки километри, а габаритите превоз на 3,7 кубни метри товар тежок 770 килограми. Оние пак на кои бизнисот им оди одлично, ќе може да се почестат со новата генерација на Mustang, која во Европа пристигнува со 450 коњи и цена од 60.000 евра. За американците, Форд ја покажа освежената верзија на Explorer, кој со исклучок на пикапот F-150 е најдобро продаваниот нивни модел таму. Корекциите се доволно длабоки колку да се задржи интересот на купувачите и главно се сведуваат на суптилни козметички зафети и препакување на нивоата на опрема. Механиката не е чепкана, но затоа цената забележливо порасна, кај некои изведби и до скоро 10%.
Можеби не се продава така добро како порано, но кросоверот Equinox е значаен за Chevrolet. Со исклучок на пикапите, тој е најдобро продаван модел во целото портфолио на General Motors, заради што без многу двоумење беше подготвена неговата четврта генерација која ќе располага исклучиво со бензински мотори. Да нема забуна, електричната верзија на Equinox, чија продажба наскоро ќе започне, е сосема различен модел со кој заедничко име само името. Освен широчината која се зголеми за цели 5 см, тој ги задржа другите габарити. Должината од 4,65, височината од 1,67 и меѓуоскиното растојание од 2,73 метри. Дизајнерски е поблизок до останатите кросовери на Chevrolet, кои стилски се засновани на идејата да изгледаат по-спортски од поголемите теренци и пикапите. На тој начин се создаваат импресии дека имаат подобри возни карактеристики отколку што 1,5 литарскиот турбомотор со 175 конски сили може да им понуди. Тој засега е единствен во понудата, иако се очекуваат и помојни изведби, што ќе зависи од интересот на купувачите. Погонот може да биде на предните или сите 4 тркала преку вариоматски или 8-степен автоматски менувач. Заради побогатите пакети опрема и поквалитетните материјали во внатрешноста, цената ќе порасне опасно, доближувајќи се на онаа на електричната верзија. Првите испораки се очекуваат летово. Ќе се продава во Соединетите Американски држави и Канада, но не и во Мексико, каде ќе се произведува. Од Mazda за кратко време пристигнаа неколку вести. Првата се однесува за Америка, за чиј пазар е подготвен моделот CX-70. Овој кросовер, што всушност е малку редизајниран CX-90 без трет ред седишта, ќе ја дополни понудата со своите завлакно покомпактни димензии и нешто пониска цена. За погонот се избрани хибридни единици, 3,3 литарска за благата и 2,5 литарска за плагин верзијата. Конкретните технички детали не се познати. Овој модел нема да стигне во Европа, за чии купувачи Mazda го подготвува наследникот на CX-5, во кој ќе биде искористена механиката од Toyota. Конкретно 2,5 литарскиот хибриден мотор од RAV4, кој веќе се вградува во кинеската верзија на поголемиот CX-50. За спецификациите се уште е рано да се зборува, бидејќи овој модел треба да го очекуваме наредната година. Третата и највозбудлива вест е дека и покрај се, Mazda не се откажува од ротационите мотори. Сон на незините инженери е повторно да се создаде спортски модел со ваква техника, иако таа идеја многу не и се допаѓа на раководителите на компанијата. Заради условите на пазарот, слаби се шансите за незина реализација, но тим од 36 инженери ќе ја одржува во живот за некои подобри идни времиња. Откако ја превзема Volkswagen, Шкода стана пример за успешна транзиција од фабрика која плански произведуваше возила до гигант што суверено котира на слободниот светски пазар. Почетоците на преобразбата датираат од крајот на 80-тите години на минатиот век, кога беше лансиран компактот со кого беше означен почетокот на новата ера. Му беше дадено името Фаворит. Сите сметаат дека модерната историја на Шкода започнува со Фелиција, но таа всушност е сериозно модифицирана верзија на Фаворит.
Токму овој модел ја насочи иднината на марката во вистинскиот правец и ги постави основите за она што Шкода е денес. Идејата за него настана уште на почетокот на 80-тите години, кога беше јасно дека застарените модели со мотор назад дебело заостануваат за тогашните европски трендови. Развојот на новиот модел во комунистички контролираното општество течеше бавно, но одговорните во фабриката беа упорни и на Шкода и беше дозволено да побара помош од странство. Нивна желба беше да биде дизајнирано Џуџаро, со кој во минатото веќе имаа соработка, но воден од лошото искуство тој ги одби. Втори избор беше Пининфарина, но неговиот ангажман со Пежо не го дозволи тоа. Така на крајот се обратија до Бертоне, кој успеа нивните идеи да ги материализира во компактен хеджбек со модерно остри линии. Во развојот на моторот помогнаа Порше и британскиот Рикардо, а беа ангажирани и други стручњаци од странство, како на пример Лукас за сопирачките. Фаворит, чија сериско производство започна при крајот на 1987 година, веднаш им се допадна на купувачите. Должината од 3,8 метри обезбедуваше пространа внатрешност за која беа употребени издржливи материјали, а 1,3 литарскиот мотор со 62 конски сили и максимална брзина од 150 км на час. Популарноста на моделот се расшири и надвор од границите на Чехословачка, не само низ источните земји. Пофални зборови за него имаа и во Велика Британија. Можеби и затоа, кога дојде време Шкода да се приватизира, на тендерот на државата се јавија дури 24 компании, меѓу кои и BMW, Mercedes, Renault и секако Volkswagen. Иако заостануваше зад западните модели, германците ги препознаа неговите квалитети и унапредувајќи ги ја направија Фелиција, која се појави 1994 година. До тогаш беа произведени повеќе од 1.000.000 примероци од Фаворит. Женева, кој некогаш беше еден од најзначајните светски салони на автомобили, после 4 години абстинирање се враќа на сцената со посрамотено издание. Организаторите соопштија дека насмотрата, која започнува на 27 февруари, ќе трае до 3 март, се очекуваат само грст производители на возила кои ќе представат 15 на премиери. Од европските ќе настапат Renault и Dacia, од другите познати MG, Build Your Dream и Isuzu, а свој штанд ќе има и Пининфарина. Дека сето ова е само сенка на некогашната големина на Женевскиот мотор шоу не треба да се коментира. За проблемите во кои западна се криви пандемијата, но тие всушност започнаа малку порано, откако поважните автомобилски производители еден по еден се откажуваа од настапувањето. Имаше обиди манифестацијата да се врати минатата 2023, но токму заради слабиот интерес на изложувачите таа беше откажана. За годинешната пак е смислен нов концепт, со кој трошоците драстично ќе бидат намалени, но очигледно ниту тоа не беше доволно да привлече интерес. За колку толку да се задржи континуитетот, салонот на автомобилите во Женева со издашна помош од тамошните власти лани во октомври под своето име организираше настан во Катар. Ова ќе биде 90-тото издание на салонот, кој во своите најдобри времења редовно привлекуваше повеќе од 700.000 посетители. Женевскиот саем го имаше прекарот кралица на салоните за автомобили. Тешко веројатно е дека ќе го врати гламурот што го градеше со децении и мисијата на престојното 90-то издание е да се преживее и полека повторно да се гради репутацијата. За следното издание го најавуваме тестот на BMW 520 со дизел мотор, продукт кој за разлика од Женевскиот мотор шоу перманентно го надградува својот имиџ и углед. Се гледаме следната сабота.